Земјоделците повторно ќе пријавуваат штети од мразот што им ги уништи лозијата и воштаниците. Овој пат наместо во општините тоа ќе мора да го направат во подрачните единици на Министерството за земјоделство. По примен допис од Министерството за земјоделство, а и во консултации од соседни општини, најверојатно општина Штипки има само обврска да ги извести сите баратели кои имаат поднесено пријави за штети и истите да ги достават и до ресорното Министерство за земјоделство. Причина е затоа што само тие имаат формирана комисија за проценка на штети, во која има и експерти од областа на лозаро-воштарството, а општина Штип исто така има свој представник во нивните комисии. Постапката и документите за пријавување на штети се идентични како и досега. При поднесување на барањето треба да се доставят документи, тоа имотен лист за утврдување на собственоста на парцелата, с фотокопија од трансакциона сметка и фотокопија од лична карта. Овие се трите документи кои сите земјоделци и собственици на лозови насади, овошни насади треба да ги достават до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, пропратени со барањето од исто министерство. Само во Штип и Кочани досега земјоделците поднесоа над 600 пријави за огромни штети кај лозијата, кај сиите, сливите, црешите, вишните. Се проценува дека оштетувањата се и до 100%. Колку точно ќе утврдат комисиите формирани од страна на Министерството? На ниво на држава се формирани 73 комисии за проценка на штети од пролетните мразеви. 3 од нив се за Штипската и Карвинска општина. Од 11 мај, комисиите ќе излезат на терен каде ќе утврдат фактичката состојба со оштетените насади, а врз основа на тоа ќе ја утврдат и финансиската загуба кај земјоделците, која според нив се мери во милиони евра.